Метју Браун е авторот на документот за тајните програми на Пентагон за следење на неидентификувани аномални феномени, како што денес војската и владата ги нарекува неидентификуваните летечки објекти, со наслов Immaculate Constellation. All my words, 100% authored by me. Метју Браун е поранешен службеник за националната безбедност на САД, кој претходно работел како советник за политика во канцеларијата на секторот за одбрана, технички советник во канцеларијата на подсекретарот за одбрана за разузнавање и безбедност и советник во Department of State. Тој јавно се идентификуваше како свиркач во подкастот Weaponized, кој го водат новинарите и експерти за НЛО, Джереми Корбел и легендарниот истражувачки новинар со скоро половина век кариера Джордж Кнеп. Тој е човекот кој го направи ексклузивното интервју со Боб Лазар во 1989 година, ја откри целата негова приказна и откри дека постои така наречената фамозна голема база Area 51. Доколку не беше Джордж Кнеп, светот немаше да знае дека постои таа база. Инаку Метју Браун ја откри програмата Immaculate Constellation, што е документ сега внесен и во Конгресниот записник, откако овој документ беше представен на последното сослушување за НЛО во Конгресот. Ова е апсолутно она што не сакав да го направам, рече Браун. На лично ниво се откажувам од иднината што ја создадов за себе и што се обидов да ја создадам за моето семејство. Се надевам дека нема да добијам доживотен затвор или нема да бидам екзекутиран. Браун е обврзан со строги договори за тајност, што носат високи казни ако класифицираните информации ги открие неправилно. Затоа пред да излезе и јавно да ја обелодени програмата, прво побарал дозвола од канцеларијата на Пентагон DOPSR, која е задолжена за такви одобренија. Доколку сте во војската, имате пристап до тајни информации и сакате јавно да зборувате, тогаш мора да добиете одобрение од канцеларијата DOPSR. Токму такво одобрение добил Метју Браун. Браун рече дека открил референци за програмата во 2018-та, додека прегледувал класифицирани материјали. Тоа беше 100% случајно, рече тој во подкастот. Отворав датотеки кои очигледно беа погрешно внесени. Меѓу досиејата имаше транскрипт од доверлив брифинг до членовите на Конгресот. Она што Браун го прочита, рече, ги подгреа неговите најлоши стравови. Ги прочитав транскриптите од Шон Киркпетрик, како ги информира сенаторите Рубио, Ворен и Джилибранд, рече тој. Крвта ми се заледи во одреден момент. Одговорот на сенаторот Рубио беше: па што по ѓаволите прави извршната власт? Дали го водат ова 60 години без надзор на Конгресот? Рече Метју Браун. Инаку Шон Киркпетрик е поранешниот шеф на програмата на Пентагон за проучување на неидентификуваните летечки објекти АРО. Кога бил на својата должност, ги информирал сенаторите и конгресмените за информациите што ги има, а сенаторите, откако ги прегледале неговите информации, биле видно вознемирени. A large black triangle materializes or decloaks or something. The point is it did not move. It appeared directly above these ships, probably no more than 200 meters, pretty close. And interestingly, as noted in the report itself, there was no visible reaction from these vessels from what would almost certainly be considered a hostile approach. Браун откри дека прочитал доверливи извештаи од мисии, од кои еден документирал поморска операција во Пацификот, каде што големо НЛО во облик на црн триаголник се појавило од воздухот над неколку руски бродови. Руските бродови изгледа чекале да се појави овој триаголник. И според фотографиите во документите од Immaculate Constellation, Браун верува дека САД го фотографирале инцидентот користејќи строго доверливо поморничко возило. Several Russian naval intelligence vessels in the middle of the ocean at night, and above those vessels is a large black triangle floating in the air. Тој објасни дека крајната цел на програмата Безпрекорна констелација е да се постигне глобален надзор над сите беспилотни летала низ целиот свет. Браун рече дека на крајот одлучил да излезе во јавноста не од политички причини, туку затоа што верувал дека вистината повеќе не може да се закопува. На крајот на криштата, мојот најголем страв е што човештвото ќе си направи од страв и од алчност.
Изградивме затвор за себе. Тој е невидлив, но не е целосен и се уште има време, можеби да ја промениме нашата траекторија, вели Метју Браун. Во исто време Браун го спомна постоењето на репродуцирани возила или ARV, Alien Reproduction Vehicles, што веројатно значи дека владите на земјата наводно изградиле летала што ги имитираат или реплицираат можностите и технологиите од неидентификуваните летечки објекти. Тој тврди дека Пентагон одржувал програми за надзор на беспилотни летала, со децении криел информација од Конгресот, обвинение што се пробива до сршта на тековните повици за поголема транспарентност во врска со овој феномен. Ова не е само технологија, рече Браун. Ова не е нешто што некој го смислил во лабораторија. Одговорот е не сме сами. Тајноста, според мене, е на штета на човековото достоинство, човечката слобода и напредокот. What I have learned is that we live in a dream, a carefully constructed reality. We make use of a science that is tightly controlled and suppressed and distorted. I think we are left behind. Humans. I think normies, the normal humans, the people have been left behind. Us. People need to understand that we might have freedom of speech, but that has been subverted. We do not have freedom of inquiry. We are blocked from learning what we need to know. Just in the public world, we are blocked from advancing in science. We are taught false science intentionally to prevent us from learning more. We live in the Matrix. It's just much more boring than the movie. Браун тврди дека Immaculate Constellation била програма под директна контрола на Белата куќа, а не на Пентагон. Кога ја открил програмата, ги информирал своите предпоставени. Никој не превзел акција. Некој наводно го предупредиле да заборави дека воопшто ја видел. Тој знаел дека објавувањето јавно ќе му ја заврши кариерата. Сепак продолжил. Исто така вели дека документите што ги прегледал откриваат дека длабочината и организацијата за прикривањето на НЛО е многу поголема отколку што јавно се разбира. Тој нагласува дека оваа тајност го лишува човештвото од неговото право да знае кои сме, кој е тука со нас и каква би можела да биде нашата потенцијална иднина. Think they live here? Yes. For all intents and purposes? Yes. Always? I don't know about always, but it certainly appears that they have been here for most of recorded history. At least some element of this has been here for most of human recorded history. You think we would see them if they didn't let us see them? Even with our more advanced sensors, that they pop up, but they can also disappear. And do they allow us to get these glimpses? Is that a game of some sort, I wonder? Or an education It's a process? bizarre one that I could not understand if it is a game. I think they're both just as powerful as we think, but also less. And I think there is not a single they here. Certainly multiple factions of the same species, if not multiple species. And all the complexity that brings, which might be our best hope. По години во разузнавачката заедница и Пентагон, Браун откри дека решил да излезе на виделина и покрај огромните ризици, вклучително и доживотен затвор или дури екзекуција, бидејќи откривал класифицирани информации. Тој инсистира дека глобалната ситуација се влошува, човештвото е затворено од страф и дезинформации. Неговиот избор да зборува е според него последното средство по исцрпувањето на сите официјални канали, како што вели. Овде произлегува прашањето доколку тој побарал од Пентагон или од канцеларијата на Пентагон за одобрување допсер да го каже сето ова, тогаш дали тој воопшто е свиркач? Ако некој има дозвола да објавува класифицирани информации, тогаш дали можеме да го класифицираме како свиркач? Според Браун, програмата Immaculate Constellation е само уште една воена операција со црн буџет. Тој опишува како иницијатива за извидување со целосен спектар, насочена кон неидентификувани воздушни феномени или неидентификувани летечки објекти. Меѓу најшокантните тврдења се авионите F-22 на американските воздухопловни сили наводно биле пресретнати од брзо движечки сфери, од кои што не можеле да се ослободат. Постојат сателитски снимки од летечка чинија со големина на фудбалско игралиште, скриена во
облаците. You know, it's just looking at an area over the ocean is what it appears. And this thing just comes trundling along from like underneath the cloud cover, comes up, and then right when it's like almost center frame, it scoots off to the side and like tries to get out of, Like it comes into it and going, oops, somebody spotted me. I can get out of here. exactly. It was visibly, that's the feeling it had. Браун потврдува: "Можам да го потврдам ова 100%. Браун тврди дека проблемот не е само креирањето на технологијата, туку и моралната и екзистенцијалната цена на тајноста. Сето ова тој го видел во документите од Immaculate Constellation. Браун сугерира дека контролата врз ваквите технологии сега е фрагментирана со значително влијание што го имаат меѓународните корпорации и приватните интереси што работат надвор од границите на било која нација. Тој предупредува дека ова не е само за профит или моќ, постои подлабок страв зад прикривањето. Тој го нарекува паралелна реалност, управување во сенка, каде што интересите на елитите ги надминуваат правата и безбедноста на јавноста. What are your thoughts on the big picture questions? Who are they? Why are they here? Why don't they show us what's going on? I think I have a good degree of confidence that the reason they're here is us. I think life, especially sentient life, it's a precious thing. And I think to some, it might be a resource. I think humanity to some level is a resource for them. Иако Браун не бил теренски офицер или таен агент, бил одговорен за толкување на разузнавачки информации од повеќе извори. Тој потврди дека одредени инциденти на кои наишол во овие документи предизвикале сериозна лична вознемиреност, иако одби да ги прецизира. Джереми Корбел рече дека сведочењето на Браун е само почеток. Има армија од информатори подготвени да се појават. Веќе снимавме со нив, рече Корбел. Американската јавност има не само право, туку и потреба да знае. Тој исто така предупреди дека заканите и тактиките на заплашување веќе се насочени кон Браун и другите кои почнаа да зборуваат. Добивме многу вознемирувачки лични закани кои ги сваќаме исклучително сериозно, не само со МЕТ, туку и со некои од другите информатори кои веќе снимаа со нас, рече Корбел. Ова е сериозно, ова се случува, рече тој. Откритието на Браун доаѓаат во услови на зголемена конгресна контрола на програмите за неидентификуваните летечки објекти. Во ноември 2024 Комитетот за надзор на представничкиот дом одржа високопрофилно сослушување на кое учествуваа и поранешни функционери, вклучувајќи ги Луис Елизондо и новинарот Майкл Шаленбергер. Сведоците сведочеа за наводни тајни владини програми, вклучувајќи и оваа програма Immaculate Constellation. Елизондо, поранешен функционер на Министерството за одбрана, која водеше тајната програма за проучување на НЛО ATIP, тврдеше дека владата на САД поседува напредни технологии кои не се произведени од ниту една позната нација и дека елементи во рамките на воената и разузнавачка заедница се вклучени во дезинформацијски кампањи за да ги дискредитираат информаторите за неидентификуваните летечки објекти. Пратениците, вклучувајќи пратеничката Ненси Мејс, изразија загриженост поради недостатокот на транспарентност и потенцијалните уставни прекршувања, нагласувајќи потребата од поголем надзор и одговорност. Сослушувањето го истакна зголемениот интерес и загриженоста на Конгресот околу неидентификуваните летечки објекти, истакнувајќи потребата од понатамошна истрага за тврдењата на свиркачите за наводните тајни програми. За 2025-та најавено е ново конгресно сослушување за неидентификуваните летечки објекти. You are not free, and this reality has far more to it than you have been allowed to believe. And God is real.